Основното училиште Гоце Делчев од Ресен отпочнало да се гради од цврст материјал во централното градско подрачје, наспроти сарајот на Нијази бек, во август 1953 година, а објектот со приземје и 2 спрата бил завршен во 1957 година. Наставата за прв пат започнала на 10 септември 1957 година. Првиот наставнички совет се одржал еден ден подоцна во присуство на сите учители и наставници. Советот го отворил првиот директор на училиштето, Александар Цветковски, во присуство на 20 наставници. Од почетокот на своето постоење до денес, постигнати се значајни резултати во воспитно-образовниот процес. Голем број ученици во досегашното постоење на училиштето зеле активно учество на бројни надпревари на општинско, регионално и државно ниво, каде постигнале највисоки резултати со освоени прво, второ и трето место од повеќе наставни области. Таквите постигнувања продолжуваат и ден денес. Денес во состав на основното училиште Гоце Делчев работи Централното училиште со 19 паралелки во 10 одделенија и 2 подрачни училишта во село Избишта и село Сопотско, во комбинирани паралелки со вкупно 272 ученика. Почитувани, денес сме собрани да го одбележиме денот на нашиот апостол на Гоце Делчев, револуционерот на македонската организација, ликот и апостолот на македонското дело. Денес со гордост се гордееме на неговото дело, за неговата храброст и пожртвуваност. Токму идеалите кои што ги внел во македонскиот народ, во организацијата кои што вечно се паметат. Токму неговото дело ќе остане забележано и запаметено од сите генерации. Вечна слава на народниот херој. Денес на 4 мај се сеќаваме на големиот македонски херој Гоце Делчев. Гоце Делчев е еден од најголемите македонски револуционери и борци за слобода. Роден е на 4 февруари 1872 година во градот Кукушк, кој тогаш бил дел од Отоманската империја. Основното образование го завршил во родниот град, а потоа учил во Славунската гимназија. Поради својот бунтовен дух и идеи за ослободување на Македонија, бил избркан од Воената академија во Софија. Потоа работил како учител во селата на Македонија, каде што ја ширил револуционерната идеја меѓу народот. Гоце Делчев бил еден од главните организатори и водачи на македонската револуционерна организација. Тој верувал дека Македонија може да се ослободи преку здружена борба на сите народи што живеат во неа, без разлика на вера или националност. Делчев бил пример за храброст, пожртвуваност и љубов кон татковината. Тој не се борил само со оружје, туку со знаење, просвета и обединување на народот. Трагично загинал млад на само 31 година во борба со османската војска кај селото Баница на 4 мај 1903 година. Гоце Делчев оставил длабока трага во историјата и денес се смета за символ на македонската борба за слобода и национално достоинство. Гоце Делчев. Гоце Делчев е еден од најзначајните борци за македонската слобода. Роден во градот Кукуш, уште од младите години се истакнувал со својата љубов кон знаењето и правдата. Тој верувал дека секој народ заслужува да живее слободно со сопствен јазик, култура и иднина. Тој не живееше само за своето време, тој живееше за нас, за идните генерации што денес гордо ја чекаат слободната македонска земја. Со своите дела, Гоце ни покажа дека љубовта кон татковината е најсилното оружје. Тој не се плашеше од опасностите што му стоја на патот, затоа што во срцето го носеше гласот на својот народ. Од животот на Гоце Делчев учиме дека најголемата борба е она за слободата, а најголемата чест е да се сака својата земја. Песна за Гоце Делчев. Гоце Делчев го знаеме сите, најголем јунак е тој. Секогаш храбар, секогаш спремен. Спремен за битка, спремен за бој. Во борба за слободата и мир, за саканите за својот сјој, во овој
борец наш, го дал животот свој. Гоце Делчев нас се борел смело и затоа го славиме неговото дело. Бидејќи се појавите на литературниот конкурс, ви доделува Основното училиште Гоце Делчев по една книга. Da
Затворени паркови, уништени фонтани, исечени дрвија, расфрлено ѓубре. Па не ли е време ние да направиме нешто? Ама па сериозно ли мислиш дека можеме да промениме ние нешто? Ние сме само група тинеџери. Аха, сигурно ќе ни дадат медал за најдобрата банда за спасување на градот. Па мене ова ми звучи супер. Парече нешто поинтересно од скролање на телефонот. Јас сум за секогаш кога има шанса за малку хаос. Само да нема проблеми со полиција. Знаете дека камерата на ОНО има официјална идентификација, нели? Па може би нема да правиме нешто незаконско, можеме да организираме акција за чистење или пак да направиме петиција. Не, Сара. Треба да направиме нешто што ќе го привлече вниманието на сите. Ако само и чистиме, никој нема да не забележи. А вака ќе направиме нешто повлијателно. Значи ти сакаш драма. И па и тоа можеме да го следиме. Дечки, што ако направиме огромен транспарент на градскиот площад со порака што ќе ги натера сите да размислат? Ако веќе ги правиме нешто поголемо, можем да хакираме играта на площадот и да почнем пораката таму. Еве го нашиот сајбер-визионер. Ама, ако некој не фати, Ќе внимаваме. Ова е наш град, наша одговорност. Ако не направиме нешто ние сега, кој ќе направи тоа понатаму? Па браво си. Ајде да направиме план, но без да ги кршиме законите. нашата Сара, љубовта кон правилата. Добро, тогаш вака. Теја Ива ќе го направат транспарентот, Димитар и Марко ќе се подржат за техничкиот дел, а јас и Сара ќе комуницираме со локални групи за поддршка. Ова ќе биде епско. Само да не завршиме на насловните страници. Па, и тоа би било успех. Замислете да не пишува на насловната страница на најпознатиот весник во градот. Што мислиш? Црвени или жолти букви? Црвен, мора да биде драматично. Нормално ти го пожаваш драматично. Ова не е многу лесно почнемо. Безбедносниот систем е многу понапред. Ама ти си гениален, ќе го следиш. Само да не завршиме со полициски досиеа. Тоа ќе биде приказна за внучињата. Колку повеќе луѓе ќе се приклучат, толку подобро. Дечки, транспарентот е готов, спремен е. Храното е подготвено. Спава пораката за 5 секунди. Ова е нашиот момент. Ајде. Се уште не реагира никој. Само што започне екранот. Гледајте го оној човек што снима со телефонот. Дечки, веќе стануваме вирални. Значи, навистина не мислев дека ќе го сватат толку драматично. Па и треба да е драматично. Не се бориме за ништо помалку од иднината на нашиот град. Ние сме само група млади тинеџери кои сакаат промени и здрава околина. Околина која ќе биде здрава за многу понатамошни генерации. Ана, ти благодариме што подкрена оваа иницијатива. Веќе треба да мислиме на следните четвори. Брилјантно е се. Ова е само почеток, дечки. Ме чека долга и махотрпна работа. Но тоа нема да ни биде пречка, нели? Се што барам од вас е да откажувај ми истрајност. Веќе ги спишуваме страниците на историјата, стануваме популарни. Само да не завршиме на полициските страници. Гоце Делчев е еден од најзначајните борци за македонската слобода. Роден во градот Кукуш, уште од младите години се истакнува со својата љубов кон знаењето и правдата. Тој верува дека секој народ заслужува да живее слободно, со сопствен јазик, култура и иднина. Тој не живееше само за своето време, тој живееше за нас, за идните генерации што денес гордо ја чекаат слободната македонска земја. Со своите дела, Гоце ни покажа дека љубовта кон татковината е нејсилното оружје. Тој не се плашеше од опасностите што му стоеа на патот, затоа што во срцето го носеше гласот на својот народ. Од животот на Гоце Делчев учиме дека најголемата борба е она за слободата, а најголемата чест е да се сака својата земја. Песна за Гоце Делчев. Гоце Делчев го знаеме сите. Најголем јунак е тој, секогаш храбар,
храбар, секогаш спремен. Спремен за битка, спремен за бој. Во борбата за слободата и мир, за саканите за својот свој, овој борец наш го дал животот свој. Делчев наш се борел смело и затоа го славиме неговото дело. Гоце Делчев. Гоце, син македонски, во Кукуш роден, за слободна Македонија, секогаш од таа мисла води. Горд, храбар и смел се бореше за македонските права, а турците даваа пари за неговата глава. Рано утро, 4 мај, во баница, турски аскер влезе, Гоце беше предаден и оттаму мртов излезе. Врила крв македонска, тој си пролеја, за својот народ храбро загина Гоце Делчев.
во основното училиште Гоце Делчев во унесен во 6 Б оделение. Ние преку ученичката иницијатива ние направивме великденски базар, на кој продававме великденски фигури од гипс и накити. Нашата цел беше да обезбедиме доволно средства за да обезбедиме 3D принтер. Нашата цел се оствари и ние успешно обезбедивме 3D принтер. Овој принтер работи така што овој материјал, наречен филамент, се спроведува овде и доаѓа овде во овој дел од принтерот и тука тој се топи и потоа се става на плачката, бидејќи таа е провадна и на него се стврдува фигурата и така тој печати. Овие се 3D моделите заработени од 3D принтерот. Ова е ключе. Ова е како вид на фигура. И ова е буквата Д. Печати е тој начин што овој материјал, наречен филамент, низ принтерот оди во овој дел и таму тоа се топи и пада на ладната површина и така тоа се здрнува и добиваме форма. Македонче, маличко сум уште дете, јуначе сум смело јас, син на лична земја, мила, син на Македонија, потомок на Гоце јас сум, син на народ мој, што овекој крв лееше, на слобода в бој, ој да раснам и пораснам, и голем да станам, од душмани земју мила, сегде ке те бранам. Кој никој не ги
најубавиот постер за Гоце Делчев, бидејќи тој не е само име на нашето училиште, тој е герој. Знам, ама понекогаш ми се чини дека не го разбирам доволно. Кој бил Гоце на вистина? Што го прави толку посебен? Јас сум Гоце. Дојдов да ви помогнам да разберете вистинската смисла на борбата за слобода. Гоце, навистина ли си ти? Да, деца. Јас сум во слободен и праведен свет. Верував дека образованието и свеста се најсилна може. Јас го разбирав светот единствено како поле за културен напредок на народот. А што треба ние да направиме денес како ученици? Учете, почитувајте се, децо. Не се делете по разлики. Љубовта кон татковината започнува со добри дела. Во училиште, дома, на улица. Ќе го напишеме тоа на постерот. Слобода, прекознање и заедништво. Така. И не заборавајте. Иднината сте ви. Изабела, ова беше неверојатно. Ајде да го направиме најубавиот постер до сега. За Гоце, за слободата, за нашето училиште.
Денес на 4 мај се сеќаваме на големиот македонски херој Гоце Делчев. Гоце Делчев е еден од најголемите македонски револуционери и борци за слобода. Роден е на 4 февруари 1872 година во градот Кукуш, кој тогаш бил дел од Отоманската империја. Основното образование го завршил во родниот град, а потоа учил во Слунската гимназија. Поради својот бунтовен дух и идеи за ослободување на Македонија, бил избран во војната академија во Софија. Потоа работел како учител во селата на Македонија, каде што ја ширил револуционерната идеја меѓу народот. Гоце Делчев бил еден од главните организатори и водачи на македонската револуционерна организација. Тој верувал дека Македонија може да се ослободи преку здружена борба на сите народи што живеат во неа, без разлика на вера или националност. Делчев бил пример за храброст, жртвуваност и љубов кон татковината. Тој не се борил само со оружје, туку и со знаење, просвета и обединување на народот. Трагично загинал млад, а само 31 година во борба со османската војска во селото Баница на 4 мај 1903 година. Гоце Делчев оставил длабока трага во историјата и денес се смета за символ на македонската борба за слобода и национално достоинство. Ajde,